Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе реализира најавената изградба на локалниот патен правец за поврзување на селото Градче со градот. Во моментот тече јавниот повик за избор на изведувач, а се планира да се асфалтира коловоз во должина од 1,5 километар. Општина Кочани обезбеди сума од над 10 милиони денари, со кои ќе почне активности за изградба на патниот правец за поврзување на градот со селото Градче во планинскиот дел на Осоговијата. Парите се добиени од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, а свое учество има и локалната самоуправа од сопствениот буџет, при што таа ќе ја плати вредноста на данокот на додадена вредност. Веќе е објавен јавниот повик од тендерската постапка за избор на фирма која ќе ги реализира градежните работи. Според техничката документација планирано е да се изгради и асфалтира делница со должина од 1,5 километар и широчина на коловозот од 3 метри. Патот ќе биде на веќе постојна траса, за која на одделни места е неопходно соодветно проширување и тампонирање, пошто ќе следува и асфалтирањето. Освен тоа, ќе се изградат и армирано-бетонски пропусти за атмосферската вода, ќе се постават и бетонски рабници во должина од 460 метри. Крајниот рок за пријавување на заинтересираните градежни компании е до 26 овој месец, пошто со најповолниот понудувач ќе биде склучен договор за реализација на активностите. Изведувачот ќе има обврска да ја комплетира делницата во период од 6 месеци, односно до пролетта идната година. Потешка сообраќајна несреќа се случила во Прибачево, при што во судир на мопед и автомобил едно лице се здобило со сериозни повреди. По укажаната прва помош, тоа е префрлено во болницата во Кочани. Во изминатите неколку дена не беше мирно на сообраќајниците во регионот во поглед на дисциплинираноста и нарушувањето на безбедноста во сообраќајот. Увидните полициски екипи од Кочани и Виница регистрирале неколку сообраќајни незгоди, што за среќа поминале со материјална штета и повредени лица. Сепак, полицискиот билтен потврдува дека во еден случај имало и сообраќајка со посериозни последици и тешки повреди на еден учесник во сообраќајот. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, во вторникот околу 14 часот и 30 минути на улицата Маршал Тито во селото Прибачево се случила сообраќајна незгода. При тоа дошло до судир меѓу патничко возило Рено, управувано од 34-годишниот ТА од Кочани, и мопед управуван од 19-годишниот ВС од Прибачево. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мопедот. Поради повредите тој веднаш бил пренесен во јавната здравствена установа Општа болница во Кочани. Увид во несреќата направила и екипа од полициската станица. Ракометниот клуб Младинец 2015 од Кочани реагира на промената во термините за тренирање во салата на Основното училиште Никола Карев. На пресконференцијата што беше организирана по тој повод, беше речено дека правдата ќе се бара по институционален пат, а голема е можноста клубот да престане со работа. Промената во термините за одржување на тренинзите во салата на Основното училиште Никола Карев беше повод ракометниот клуб Младинец 2015 од Кочани да организира пресконференција, на која председателот на клубот Димитар Филипов рече дека со тоа е создаден проблем за 60 дечиња, кои во изминатите 4 години редовно тренирале и се дел од ракометните екипи. При тоа истакна дека веќе било упатено барање до директорката на училиштето да им се овозможи повторно да тренираат во истите термини. Имаме уредно поднесено барање до директорката на Основно училиште Никола Карев, Билјана Петрова, за користење на термини уште од средината на август во деновите понеделник, среда и петок од 19 до 20 часот за деца родени од 2007 до 2012 година и од 20 до 21 часот за генерација 2004, 2005 и 2006 година, а за време на викенд термини за одигрување на надпревари. На ова барање добивме усен одговор дека салата во август месец е затворена поради чистење на истата, а термините кои ние ги побаравме од септември 2019 година до јуни 2020 година се дадени на нејзин колега кој има новоформиран клуб и дека може да користиме термини само во понеделник и среда после 21 часот.
Испративме известување дека не се согласуваме со дадениот одговор и дека бараме овозможување и на други термини, но и на тоа известување го добивме истиот усен одговор. Јавно изјавуваме дека сите обврски од страна на клубот Младинец кон училиштето навремено се подмирени и дека уредно ја користивме и се грижевме за опремата во спортската сала претходните 4 години. Филипов додаде дека на ракометниот клуб му се искратени досегашните можности за работа, иако тој е единствен во општината. При тоа спомена дека термините што досега ги користеле му се дадени на друг новоформиран клуб кој се надпреварува за друга општина. Како е можно да има обезбедено термини за клуб кој тренира во оваа сала, а се надпреварува за друга општина? Како е можно сите клубови кои што ја користеа салата претходната година да ги добијат истите термини, а само ракометниот клуб Младинец да му бидат одземени термините? Дали поради нечии лични интереси овие деца треба да престанат да тренираат ракомет? Во обраќањето до јавноста, Филипов нагласи дека од клубот бараат соодветни термини за одржување тренинг и надпревари, зашто во спротивно може да дојде до негово згаснување. Со оглед што надпреварите почнуваат в сабота, ракометарите сега се принудени да тренираат на отворените игралишта. Исто така тој истакна дека ако не ги добијат бараните термини ќе бидат приморани да започнат соодветна судска постапка. Во краткиот телефонски разговор за Канал 8 пак, директорката на основното училиште Никола Карев, Билјана Петрова, потврди дека ракометниот клуб добил други термини за тренирање, со што воопшто не е спречен да работи. При тоа таа потенцираше дека станува збор за клуб кој нередовно ги подмирувал обврските за користење на салата и дека нејзиното чистење било отежното, затоа што останувал лепак што се користел за време на тренинзите, а за што веќе било реагирано до клубот. Земјоделско-пазарниот информативен центар функционира и можат земјоделците да се ги објавуваат производите што ги продаваат или да се информираат за некој производ што сакаат да купат. Од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кочани истакнуваат дека тоа е олеснителен и полесен начин на тргување на земјоделците со своите производи. Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани ги информира земјоделците дека и тие може да ја користат информативната страна на интернет на која што може да си ги објават своите производи и на тој начин полесно да ги продадат. Меѓу другото, може да се информираат и за производи кои што им се потребни да ги купат. Станува збор за земјоделско-пазарен информативен систем, кој има за цел континуирано следење и обезбедување на транспарентен преглед на земјоделското производство преку движењето на цените на пазарите на храна, како и собирање и обработка на пазарните податоци за производите и тргуваните количества на земјоделски производи. Преку овој систем се следи пазарот и на производите кои што се нудат на национално, регионално и меѓународно ниво, а се известува и за цените и трендовите на пазарот. Ова е еден информативен систем кој што работи на интернет, една информативна страна, на која што земјоделците можат да си ги објават своите производи бесплатно, значи повторувам бесплатно, кои што ги имат произведено, да ги објават и оние кои што имат потреба од тие земјоделски производи да воспостават контакт и да извршат едно интернет продавање. Значи, нешто во стилот купи-продај. Земјоделците сето тоа можат да го направат кај нас во Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството, кај што ние ќе помогнеме да ги внесеме нивните податоци, да ги внесеме карактеристиките и описот на производот кој што го нудат, така што да оние побарувачи кои што бараат такви производи да знаат каде да го најдат, да видат и да воспостават контакт со продавачот и на крајот да се изврши таа трговија. Од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кочани постојано се на терен и ги информираат земјоделците за овој систем преку кој полесно може да тргуваат со своите земјоделски производи. Во моментот во овој систем се објавуваат податоци од 23 пазари на мало, 2 пазари на големо за овошје и зеленчук, 6 пазари за жив добиток и 70 предпријатија кои што вршат откуп на земјоделски производи од најразлични гранки.
Од 14 до 19 септември во Истибања се одржува 34-то Истибанско здравоживо, меѓународен фолклорен фестивал со светска репутација. Фолклористите од Македонија и 3 континенти ќе одржат концерти во Виница, Истибања, Македонска каменица, со организирање на национални вечери на земјите учеснички. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, кој годинава се одржува по 34 пат, од 13 до 19 септември во Истибања, Виничко, ќе ги собере на едно место фолклористите од вкупно 18 ансамбли од Македонија и 3 континенти – Европа, Азија и Америка. Фестивалот ќе започне со големото дефиле со отворањето на 14 септември, сабота во 17 часот на отворената сцена во Истибања и ќе продолжи со македонска национална вечер. На 15 септември е традиционалното зажнејување на Оризот, а во вечерниот термин се танците на народите на плоштадот Ангел Винички во Виница. Фолклорен караван во вторник на 17 септември во Македонска каменица во 18 часот и фестивалот ќе заврши со гала концерт среда на 18 септември во 18 часот на плоштадот Ангел Винички во Виница и настап на охриганецот Спасе Матлиовски. На 16 септември учесниците ќе го посетат Скопје и ќе имаат слободно време за посета на културно-историските знаменитости, а на 17 септември сите фолклористи ќе го посетат музеот Теракота и Виничкото кале. Организатори домакин е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, а генерален покровител општина Виница и градоначалникот Ивица Димитров. Прва година в Министерството за култура не одвои средства за финансиска помош на овој фестивал, како и на други фестивали што се одржуваат во државата. Членовите и фолклористи на фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани учествуваа на голем меѓународен фестивал во Тива, Црна Гора, што се одржа од 5 до 8 септември. Кочанскиот ансамбл учествуваше со фолклорната група и со оркестарот, при што остави силен впечаток на публиката, а фолклористите се вратија со плакета и признание. На покана на културно-уметничкото друштво Бока од Тиват, Република Црна Гора, фолклорниот ансамбл Мугри зеде учество на меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници, што се одржа од 5 до 8 септември. Таму го представија македонскиот фолклор и обичаи, а фолклорниот ансамбл се закити со уште една плакета и признание за учество. Се представивме со неколку кореографии кои имавме повише настапи. Настапивме и со игралната група и со оркестарот и членовите на оркестарот при ФАМУГРИ. Како што кажав, учествувавме повише настапи имаше. На првиот настап се представивме со 2 кореографии и 2 оркестарски изведби. Другиот настап се представивме само со игралната група со 2 кореографии. При тоа беше организирана и работилница на изучување на кореографија од нивниот крај. Имаше професионален уметник кој ги демонстрираше тие кореографии, кои сите членови беа присутни и оставија печатоци, добри печатоци за самите учесници при фестивалот. Имаше повише фолклорни групи, околу 10 фолклорни ансамбли, кој беше проследено со дефиле. Целата програма на фестивалот се одвивала на брегот на Јадранското море, поради што фолклористите се вратија со уште поголеми импресии. Фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани, освен игрите, ја негува и народната песна и изучувањето на народните инструменти. Целта на Мугри како фолклорен ансамбл е пренесување на фолклорните традиции и култура и негување на изворниот фолклор од осоговијата, но и на стилизираниот уметнички фолклор. Следува информацијата од спортот. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово учествуваа на маршот за искачување на врвот Голем кораб. Тоа беше дел од традиционалната активност на нашите планинари по повод осамостојувањето на државата, како и подготовка пред предстојното искачување на 2 најтешки врва на Алпите во Австрија. Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани годинава учествуваше на традиционалното искачување на врвот Голем кораб на 2764 метри, што се реализираше по 28 пат во рамки на одбележувањето на Денот на независноста на Македонија.
На освојувањето на највисокиот врв во нашата држава учествуваа десетина планинари од Кочани, кои во двата правца поминаа околу 20 километри, при што се искачуваа на висинска разлика од околу 1500 метри. Патеката ја поминаа без проблеми, а на врвот беше развиено државното и знамето на клубот. Оваа акција беше 45-та поред за планинарскиот клуб Осогово, при што досега се искачени повеќе од 100 врвови во Македонија и странство. Искачувањето на голем кораб беше и последен тренинг за председателот на клубот Тошо Антов, кој веќе замина за Австрија, каде на Алпите ќе се обиде да ги искачи двата врва Гросвене Дигер на 3666 метри и Вилчпице на 3770 метри. Овие два врва се сметаат за технички тешки планински рути. Со ваквиот потек Антов ќе го оправда изборот за најдобар спортист на Кочани за минатата година. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.